Со 40 години постоење, тезгата на Драги Иванов од Виничко е прилика за да се најдат стари производи со кои израснале многу генерации. Од темјан, свеќи, кандила и шеќерни бомбони па се до црвен мелен пипер, како и буковец и толчена сол може да се најде на тезгата кај него. Најпрво работеше мојот татко, а потоа го наследив јас, вели Иванов, и додава дека после него нема други наследници. Берење, сушење, печење и миленje. Имаме лути блаки, имаме, да. Само чист пипер. Сол? Не. Кој купи, тај си придава тоа се. И некој пиперот е чист, нема сол, нема ништо. Па за мелено месо и тоа. Покрај домашното производство на буковец, тој изработува и мелен црвен пипер, кој вели дека е неупотреблив ни секојдневието. Да, печење исто на дење и миленje си. Не, тоа се пече, кој е сух се пече. Прво се суши, па после се... Да, да, они се дижат на низ и се сушат. Побарувачка име од белата толчена сол, но таа претежно се бара во престојните пости, истакнува Иванов и едногласен дека додека е во можност, тој нема да отстапи од пазарите во истокот. Праве исто печење, царвка, мешање со, чубрика, леблебија, тоа. Млинови, па тие са повеќе се настројат. Па што може најситно. Ја, ова, например, са така е, мелеон не е сејана. Тоа е чисто мелеон. Што може најситно. Да. Добро, и после дали му додавате сол нешто? Има ваѓета, чубрика, леблебија и семки. Прето по на време старите светца, кои се постили се, тоа се једели. Да, не, за мланџа не. Претежно е лепи. И тоа, да, лепи тоа. Во постите, баш кога се одели, строги пости, тоа се једели. Еве колку е тешко тоа да се прави? Денеска има ли млади луѓе што го прават? Па ретко. Имам синема од неја тука во Швајцарија, не верувам да се врна Швајцарија тука. Керка имам заврши за докторка, он кавадарци се омажи и не верувам. Тешко, не. Ја дека може ќе терам после. Инаку, Драги Иванов е еден од последната генерација на изработувачи на вакви македонски стари продукти, кои секој пазарен ден ги продава на својата тезга. Покрај во Виница, тој е редовен на пазарите и во Берово, Делчево, но и Македонска Каменица.